Заев не се откажува од идејата за избори на 5 јули. Вели дека тоа е завршена работа. 22 дена по вонредната состојба треба да се оди на гласање, иако бројот на починати и заразени со коронавирус се зголемува. Министерот Чулев според Заев дозволил вирусот да се прошири. 5 јули е последниот компромис кој социјалдемократите биле подготвени да го направат. Лидерот на СДСМ смета дека не е здраво да нема парламент, а владата да биде и влада и законодавен дом. Тој потврди дека биле многу блиску до договор со Мицкоски. Проблемите кои ги предизвикува Наке Чулев мора да ги оставиме зад нас, а тоа е можно само со избори. Не е одговорно државата да ја оставиме без парламент и со техничка влада, во која опозицијата е настроена деструктивно и само гледа да заработи некаков политички поен. Нема нови аргументи за нови економски мерки и со тоа нема ниту оправдување за барање на нова вонредна состојба. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Мисајловски пак реагира дека СДСМ е кластер за проширување на вирусот и обвинува дека власта во ек на епидемија ја втурнала државата во опасност. Избори во вакви услови се лудост, вели Мисајловски. На човекот по оваа партија му е во изолација, а тој говори за предизборни активности. Како знае Зоран Заев дека ќе заврши вонредната ситуација сега? Како знае дека ова ќе биде последно продолжување на вонредната состојба? Дали оние носат политички? Малце разум треба да се има. Ако по секоја цел сакаат да идат на избори и да бидат извор на пандемија, тоа не го заслужиле граѓаните. И ДИК ги нема почнато подготовките за избори. Од комисијата ги демантираат информациите пласирани во одредени медиуми дека подготовките се во тек. Комисијата ја почитува уредбата на владата од 21 март врз основа на која изборните действија се прекинати. Најава за нова лидерска средба на која би се дискутирало за изборен датум нема. Вонредната состојба завршува на 14 јуни.